Пријатели, добар ден и од мене и добро дојдовте во уште една рубрика и издание Прашање и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов и за секој од вас кој што е заинтересиран да ми постави прашање и да добие одговор на темите кои што тука ги обработуваме, слободно може тоа да го направи користејќи го хаштагот #AskJosif и социјалните мрежи. Можете да ги искористите моите приватни профили и порака приватна да ми напишете и да ми поставите прашање, а истото може да го направите и преку броевите на телевизија Телма. Од Давор, кој што прашува, константно се зборува за шекерите како најголемо зло, но дали избегнувањето на било какви шекери е во ред? Даворе, целта никогаш не е да се исклучат шекерите, туку целта е да се сменат изворите на шекери. Да, точно е дека многу луѓе сметаат дека тоа е ѓавол и генерално она што е ѓаволот е се процесираните шекери. Нашето тело има дневна потреба за шекери. Од типот на жени им требаат 90 грама на шекери, на мажи им требаат 120 грама на шекери. Нормално е дека тоа не може да се извага, но тие шекери поентата е да се црпат од природните извори, како што се овошје, зеленчук, млечни продукти, и затоа не треба да ги гледаме како зло, туку само да го запазиме нивниот внес. Како тоа да го направиш? Преку избор на добри продукти. Нормално е дека нема и јас да очекувам да седнеш и да вагаш 120 грама на шекер секојдневно, но во секој случај не се плаши од шекерите општо, туку само од процесираните шекери кои што се празни калории, не носат со себе ништо, за разлика од овие природните кои што со себе носат и витамини, и минерали, и растителни влакна, антиоксиданси, фитоелементи, така да тоа е правилниот избор.